Скоро 2 години по смртта на кралицата на ромската музика, Есма Реджепова, нејзините посвоени деца и внуците повторно се испокараа за наследството. Реджепови ги оспоруваат двата тестамента кои ги остави Есма. Што се крие зад односите на нејзините наследници? Одговори на овие прашања ќе добиеме од потписникот на нејзиниот тестамент. Во Студио 1 во 19 часот и 15 минути. Ако не во НАТО и ЕУ, Еден ТВ го прашува председателот Иванов која е другата опција за Македонија, дали смета дека е кочничар на европската иднина на земјата, што сакал да постигне со прогласувањето на воена состојба за крвавиот четврток, зошто аболицираше лица обвинети од специјалното јавно обвинителство за злоупотреби и криминал. Еден ТВ упати отворена покана до председателот Ѓорѓе Иванов за гостување во програмата. Одговор се уште немаме. Се стега обрачот околу Груевски, Иванов и Чавков, нов шок сведочења во судот. Дали криминалното подземје го открива врвот на политичките тутори. Вечерва во 21 часот на Еден ТВ, чуму со Александар Чомовски. Секој успех заслужува внимание, а секој пораз критика, дебати, анализи, интервјуа, сите најважни спортски случувања како од домашната, така и од меѓународната спортска сцена. Што остави длабок печат, а што допрва не очекува. За најверната публика и недобрите типувачи следуваат награди. Спорт 1, вашиот број 1 спортски информатор само на Еден ТВ. Секој петок 21 часот. Како се создаваа успешни бизниси преку лажни идентитети? Ние ги откриваме имињата на оние кои стојат зад криминалот и корупцијата. Субвенции, јавни набавки, тендери, како и кому се делеа. Македонија не е во приватност на индивидуи. Откриваме се што се случува зад ваш грб. Нема заштита за локалните шерифи кои станаа бизнисмени. Бараме одговорност од најмокните за најмалку заштитените. Одговорите во Македонски инсайдер. Стартуваме од 15 јануари 2019 година. Бидете со Еден ТВ. Ако не во НАТО и ЕУ, Еден ТВ го прашува председателот Иванов која е другата опција за Македонија, дали смета дека е кочничар на европската иднина на земјата, што сакал да постигне со прогласувањето на воена состојба за крвавиот четврток, зошто аболицираше лица обвинети од специјалното јавно обвинителство за злоупотреби и криминал. Еден ТВ упати отворена покана до председателот Ѓорѓе Иванов за гостување во програмата. Одговор се уште немаме. Се стега обрачот околу Груевски, Иванов и Чавков, нов шок сведочења во судот. Дали криминалното подземје го открива врвот на политичките тутори. Вечерва во 21 часот на Еден ТВ, чуму со Александар Чомовски. Почитувани, добро вечер и добре дојдовте во овој отворен дел на Студио 1, кој што почнува некоја минута по 19 часот. Како што можете да забележите, до мене колегата Игор Стефановски, кој што денеска, како и секој ден, денот главно го мина пред судот, во судницата и тоа со
јасна цел, со оглед на тоа дека денеска се случуваше уште едно судење за настаните од 27 април и фала Богу таму се одвива како на филмска лента, не само со брзина на сведочења и луѓе кои што менуваат улоги, туку и по приказните кои што истите ги раскажуваат. Игор е тука одблизу пред да го видите материјалот во Централниот дневник да ни раскаже за тоа што се денеска се случуваше на ова судење. А ние додека сме овде во самата најава на овој блок, секако ќе го најавиме и директното вклучување и на нашата екипа од Солун, доколку редовно ја следите нашата програма, можете да забележите дека во текот на денот на нашите екрани се одеше информација со која ви најавуваме дека нашата екипа ги лоцираше двајцата бегалци Горан Груевски и Никола Бошковски, осомничени повторно, нели, за обвинети, па осомничени, па беа и осудени, па нели судењево се враќа, но неправосилно осудени. Неправосилно, така и правни играри, побегнати нели во Грција. Нашата екипа успеа да ги лоцира, да го лоцираат местото каде што тие главно движат. Нашата Искра Печеска треба секој момент да ја вклучиме линковски од Солун со најновите информации од теренот, но за волја на вистината, тоа што е судењето на 27 април и тоа како се поклопува со приказната на овие двајца бегалци, тоа која е нивната улога во случувањето на 27 април. Игор Александар Василевски се чини ја размрда денеска јавноста со своето сведочење, со оглед на тоа што сите го знаеа како човек кој што е дел од една екипа која што е кадарна да го спроведе тоа што го спроведе на 27 април, но не и кадарен да го каже, односно да посведочи на големо изненадување на сите во детали што точно се случувало и кој ги давал командите. И особено дека е кадарен во делот на тоа што на некој начин има свое влијание во, ако може така да се каже, во тајната полиција, односно соработувал, него го назначил тогашниот шеф на петата управа. Токму Горан Груевски, кој што сега заедно со Никола Бошковски е во Грција и по неговото разрешување всушност му бил очите и ушите во тајната полиција на Горан Груевски и се пренесувал, иако имал блиски соработки, секојдневни соработки со Никола Бошковски, тие информации му ги пренесувал на Горан Груевски откако тој е разрешен во функција. Александар Василевски реши да проговори малце поинаку, со поинаков речник и рековме ја вознемири или ја возбуди јавноста. Што точно денеска Александар Василевски Нинџа сведочеше? Најпрвен тој откри дека покрај тоа што нели е дел од тајната полиција, но не се знае на каков начин стасал дотаму, ја откри всушност операцијата на која што ВМРО ДПМН, која што подоцна беше искоментирана како партиско-полициска оперативна акција, како действувале за време на собраниските инциденти од 27 април. Александар Василевски потенцираше дека за 27 имало две бази во хотелот Мериот и во централниот штаб на ВМРО ДПМН на високо горе на спратовите, некаде околу 8 спрат, но не можеше конкретно да прецизира на кој копче стискал на лифтот. На кој копче стискал на лифтот, но таму него забележал Мјалков, поранешниот шеф на тајната полиција, кој го повикал да дојде во базата, но затоа забележал многу преостанатиот дел на оперативниот штаб на ВМРО ДПМН и односно полициското служба на партијата внатре во ВМРО ДПМН. Но она што е интересно како детали ги извади на маса што се вели денес Василевски, меѓу другото е тоа дека сведочил на тоа како биле финансирани, да речеме, овие протести, па и нели учесниците во самиот упад како биле финансирани, и секако начинот на кој што на крајот од денот биле уништени дисковите на кои што биле снимени практично настаните кои што се случуваат дента внатре во собранието. Па за двете работи, ако можеш вака во детали, бидејќи со своји уши што се вели слушаше таму. Така, покрај тоа што се знае дека веќе е познато дека тогаш членови на ВМРО ДПМН, односно и веќе се знае, се извинувам, малце се спомешав, дека Богдан Илиевски се знаеше од претходно кога веќе почна иницијативата со протести за заедничка Македонија да протестираат низ скопските улици, се забележуваше, имаше фотографии тогаш во јавноста дека тој
влегува во ВМРО ДПМН, но Александар Василевски Нинџа откри моменти дека слушнал од преку тајните служби каде што и тој бил вмешан, дека покрај тој, односно преостанатите организатори од иницијативата за заедничка Македонија, како фронтмените на протестите, добивале всушност и пари за да го работат тоа, а во однос на дисковите кои што се уништени после од законодавниот дом кога се случуваа внатре крвавите инциденти на 27 април, тоа се случило во тајната просторија на Министерството за внатрешни работи, каде што имале тие повеќе бази и во МВР, но и на други локации низ Скопје или нормално. Но Василевски оди во база каде што го пречекуваат кои луѓе? Никола Бошковски кој ги уништува материјалите кои биле со црна боја, неколку материјали биле, подоцна тој Бошковски ги фрлил во Вардар, бар мете ова произлезе од својата вистина на, ако може така да се каже, на обвинетиот Александар Василевски Нинџа. Така, денес за прв пат беше споменато и името на бившата министерка, заменик министер за правда, нели Билјана Бричковска, како една од да не речеме, може би не организатори, но еден од оние кои што дали давале команди по телефон или која веќе било улогата. Или пак може би потикнувале. Така, Василевски ја спомена во каков контекст? Само да подсета малце, бидејќи не станува спор конкретно само за Бричковска, кога Василевски е во централниот штаб, всушност и базата ги објаснува. Покрај Бричковска таму е и Митко Чавков, Кирил Божиновски, Милијана Киески, Спиро Ристевски, кој беше минели министер за порано за образование, меѓу другите, и подоцна се приклучува Владимир Атанасовски, тогашниот директор на управата за безбедност и контраразузнавање. Да, сите овие луѓе се, како што сведочи тој, за цело време во базата, на телефон. Сите на телефони, Чавков нервозен, Билјана Бричковска комуницира со тогашниот председавач на собраниската, тогашниот председавач на конститутивната седница во собранието Трајко Велјановски, на која веќе добива информација дека пропаднал првиот план на ВМРО ДПМН во однос на тоа пратениците од редовите на партијата да направат инцидент помеѓу преостанатите колеги народни избраници. Значи требало да се случи прва тепачка помеѓу пратениците. Тој план пропаднал. Не успел. На ВМРО ДПМН, иако бил план, ги известила дека тој план не успел. Подоцна Милијана Киески вртел на телефони по преостанатите пратеници внатре во законодавниот дом. Кирил Божиновски вртел на сите комитети на повеќето комитети од другите градови за да се упатат кон Скопје за да биде помасовен протестот. Друго што се случувало внатре според зборовите на Нинџа, Спире Ристевски му звонел на Богдан Илиевски, но секако не коментираше кој за што зборувал, а за Чавков рече дека се слушнал со началници како тој на СВР Скопје, како и со началникот на специјалните единици. Морам да потенцирам дека на претходните рочишта се споменуваше дека на денот 27 април ќе се планира дури и да има послабо полициско обезбедување, преостанати полициски службеници да добијат боледување или одмор точно баш на 27 април, што ова би значило дека и со денови претходно 10 дена унапред се планирал токму на 27 април да се случи инцидентот, а и тоа произлезе исто така токму од Александар Василевски Нинџа во судот. Да, се снима, сценариото се подготвува. Се подготвува. Подолго време, така да се внимава и како да се наблюдува потоа. Така, би рекли изненадување и на новинарите и на дел од присутните, денес во својство на сведок се појави и Владимир Атанасовски, значи поранешниот директор на УБК, кој што е ден или два веќе во притвор, во својство на сведок. Тој е сведок токму на повикан од Александар Василевски Нинџа. Да. Таа листа е доставена подоцна. Ние сите бевме шокирани новинарите кога го забележавме Владимир Атанасовски, поранешниот шеф на тајната полиција, дека ќе сведочи во кривичниот суд и сите бевме со отворени уши и веднаш да запишеме кој на пенкало, кој на лист со пенкало, кој со телефон. Не одговараше многу на прашањата Владимир Атанасовски. Тој беше спроведен со лисици на рацете и беше видно потресен. Да, но кои прашања му беа поставени
поставени? Беше најчесто прашањата кои што беа поставени што работел на денот од 27 април како директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, од каде и од кога го познава Александар Василевски Нинџа, што работел Нинџа во Управата за безбедност и контраразузнавање. Да, тоа е прашањето кое што нели Василевски вели дека е ангажиран од токму од Управата за безбедност и од Груевски. Да, уште од 2015-та некаде, така, ако не се лажам. Така, почетокот на 2015. Така, а Владимир Атанасовски таа информација денес ниту ја открива, ниту ја покрива. Туку се покрива всушност самиот себе си со Законот за заштита, односно ЗКП, Законот за кривична постапка во кој се предвидува тајноста на полицијата да не се открива и побара од судот да го сака одговорот на таквото прашање, да побара информацијата да биде декласифицирана. А меѓу другото не сакаше да каже Атанасовски од каде го запознал, не се сеќаваше, па после откри дека од претходно го знал преку теретана, па подоцна споменуваше дека дента на 27 април ниту пак имал како шеф на УБК податоци дека ќе се упадне во законодавниот дом. Работното место го напуштил околу 18 часот. Најверојатно мислел дека бил на кафуле во некаде низ скопските ресторани или кафулиња за да гледа и накусо на крај, бидејќи Искра веќе не чека на линк. Информација дека голем број на лица во пресрет на оваа операција, да речам, биле следени, прислушувани и нели што се носи тоа во пакет. Кои ликови беа споменати како наблюдувани? Беше споменат сегашниот премиер Зоран Заев, Оливер Спасовски како тогашен технички министер за внатрешни работи, дека петата управа го следела иако тој е во фотелја на Министерството за внатрешни работи. Поранешниот разузнавач Зоран Верушевски, но и се споменува новинари дека се местеле камери во нивни домови. Чинам дека тука стануваше збор за Алберт Муслиу, дека бидејќи сите новинари се прашувавме, подоцна го прашавме адвокатот Звонко Давидовиќ, тој ни потврди дека е за Алберт Муслиу, бидејќи не се случеше доволно добро сведочењето на Александар Василевски Нинџа. Неразбирливо. 27 продолжува, судењето продолжува во понеделник, ако не се лажам, тогаш своите сведоци ги повикува Богдан Илиевски, ако и преостанатите обвинети, но тој има 5 сведоци, чинам дека најмногу има своји сведоци поранешниот шеф на БЈБ Митко Чавков и преостанатите. Интересно е што Собранискиот обезбедува Абдулфете Алими ќе го повика Зијадин Села пратеникот. Так, ова судење навистина доби поинаков тек. Василевски со своето сведочење некако ги разниша столбовите на тоа што веројатно биле столбови на одбраната до сега. Инаку на нашиот сајт денеска, во нашата редакција практично добивме ексклузивна фотографија на која што се гледа дека токму уште едно име кое што е инволвирано во целиот процес како организатор и спроведувач на одлуките преку телефон е токму братот на Нинџа, кој што го имаме на фотографија на некои 2 дена пред да побегне премиерот од Македонија, фотографирани на кеот на Вардар, бидејќи бил исто така во функција на негово обезбедување. За оние кои што немале се уште прилика да видат таа фотографија на 1tv.mk, ја имате истата. Игор, можеш да останеш уште малку во овие минути со нас, за да ја вклучиме Искра Опеческа од Солун, заедно со колегата снимател Дени Младеновски. Се надевам дека ги имаме на линија за да им го кажеме првото добро вечер за денес. Искра? Добро вечер, Анета, се надевам дека се слушаме. Да ни одлично ве слушаме, се надевам и вас. Ние сме во Солун по потрага по информација што исто така стигна. Не знам дали ја соопштите информацијата на гледачите, доколку не соопштите можам јас, а доколку не сте соопштиле, повели прва па не, повели Искра, сепак твојата улога е потешка овој пат. Во ред. Во секој случај, значи, по траги на информации што ги добивме од наши извори, бегалците Никола Бошковски и Горан Груевски, за кој што денеска Александар Василевски Нинџа во случајот 27 април сведочеше, се кријат на неколку локации во Солун, во Грција и обично доаѓаат дел од денот го поминуваат во 2-3 кафулиња и ресторани, за кои што по целодневна потрага со мојот колега
снимателот Дени Младеновски, откривме дека станува збор за едно кафуле и еден прилично вака барем на прв впечаток луксузен ресторан. Ресторанот во кој што доаѓале Бошковски и Груевски е недалеко од ова место на кое што се наоѓаме вечерва, а кафулето пак во кое што доаѓаат на утринско кафе е токму во овој трговски центар зад мене. Се надевам дека гледачите и вие добро го гледате. Меѓутоа, кога посакавме да снимиме дел од атмосферата внатре, бевме спречени од обезбедувањето на трговскиот центар. Патем да кажам дека овој трговски центар што се наоѓа во источниот дел на градот Солун, инаку е позната шопинг дестинација за македонските граѓани. Бевме сопрени од обезбедувањето со образложение дека тоа е приватен имот и дека ни треба специјална дозвола од менаџментот. Стапивме во контакти со првите луѓе на менаџментот на овој трговски центар, меѓутоа тие од нас детално бара кои сме, што сме, бара детали за нашата телевизија, детали во која емисија ќе имитуваме снимки од трговскиот центар, што ќе зборуваме и при тоа ни беше барано писмено обраќање до менаџментот. Ние ќе се обидеме и понатаму, се договоривме јутре да стапиме во контакт, доколку добиеме дозвола секако дека ќе емитуваме нешто од тоа. Инаку ако може барем вака со зборови да пренесам атмосфера, моментално владе таква нека пред божикна атмосфера овде во Солун, така и во кафулето во кое што доаѓаат Бошковски и Груевски. Испивме едно кафе, луѓето беа љубезни, меѓутоа не можеа да ни потврдат точно дали можеби ги виделе двајцата бегалци, бидејќи можеби сликите што ние ги имаме барем последните слики со кои што располагаме не соодветствуваат на сегашниот нивни опис, можеби е сменет или нешто слично. Па затоа ние ќе направиме се да дојдеме до снимки или барем до фотографии, па за да можеме утре или во следните денови да прикажеме и нешто од тоа. А не таа повели ако има прашања. Да, Искра, ние со повеќе информации кои знаеме и се надеваме дека ги имаш, ќе се вклучиме и за време на централниот дневник по 20 часот. Само накусо, затоа што немаме ни повеќе време, во вестите ќе зборуваме и малку подолго, информација околу тоа што се случи со вашето обраќање до нашиот конзулат во Солун. Да, ние стапивме во контакт со нашиот конзулат тука во Солун. Првичниот контакт го остваривме со госпоѓа која што дури не ни се ни представи, но кажа дека е задолжена да прима телефонски повици од било кој граѓани на Република Македонија, па макар тоа биле и новинари. Побаравме разговор со нашата конзулка Михировска тука што е во Солун, меѓутоа после извесно време од кога контактиравме и кажавме кои сме, зошто сме и што бараме тука и што бараме од нашиот конзулат, ни беше кажано дека за да оствариме контакт со конзулката на Република Македонија тука во Солун, прво мора да се обратиме до МНР, тоа писмено, и се додека не добиеме дозвола од Министерството за надворешни работи, нема да може да не премине разговор. Искрен, ние таа дозвола денес ја процесиравме до нашето министерство, па со оглед на тоа, во текот на утрешниот ден, вака некои врати се надевам ќе ти бидат повеќе отворени за соработка. Се вклучуваме за некои повеќе од половина час повторно со јавување од Солун и со нови информации секако, затоа што нели како куќа некако влеговме во трагата на Горан Груевски и Никола Бошковски и нели тоа до исполнување на мисијата местото не треба да се напушти сега. Ќе пратиме на Искра нова облека ако треба. Искра, се гледаме повторно во вестите. Овде правиме кратка пауза за да седне нашата следна гостинка. Игор, ти благодарам. Може словно да одиш да го подготвиш овој голем прилог кој овде го раскажавме сега и за дневникот во 20 часот. Останете со нас. Ако не во НАТО и ЕУ, Еден ТВ го прашува председателот Иванов која е другата опција за Македонија, дали смета дека е кочничар на европската иднина на земјата, што сакал да постигне со прогласувањето на воена состојба за крвавиот четврток, зошто аболицираше лица обвинети од специјалното јавно обвинителство за злоупотреби и криминал. Еден ТВ упати отворена покана до председателот Ѓорѓе Иванов за гостување во програмата. Одговор се уште немаме.
Се стега обрачот околу Груевски, Иванов и Чавков, нов шок сведочења во судот. Дали криминалното подземје го открива врвот на политичките тутори. Вечерва во 21 часот на 1 ТВ. Чуму со Александар Чомовски. Секој успех заслужува внимание, а секој пораз критика, дебати, анализи, интервјуа. Сите најважни спортски случувања како од домашната, така и од меѓународната спортска сцена. Што остави длабок печат, а што допрва не очекува. За најверната публика и недобрите типувачи следуваат награди. Спорт 1, вашиот број 1 спортски информатор само на 1 ТВ. Секој петок 21 часот. Така, оваа минута и некоја секунда беше видео направено денеска. Првиот дел од видеото беше во куќата на Есма Реджепова Теодосиевска и тоа што е останато од неа. А вториот дел можевте да го видите на крајот некаде да го видите конечно направениот надгробен споменик на гробиштата во Бутел, каде што е погребана Есма Реджепова Теодосиевска. Приказната за ова гостување почна практично многу одамна, но овие денови повторно ескалираше кога повторно можевме да прочитаме по медиумите дека незините посвоени деца и незините внуци повторно имаат голема кавга околу тоа кој е вистински наследник на тоа што е нашето национално богатство, односно Есма како таква, авторските права од незината музика, како и тоа што е куќа или куќа музеј Есма и Стево Теодосиевски. Со нас е Зорана Костовска, председател на хуманитарното здружение Кралицата Есма и Стево Теодосиевски. Добро вечер за вас. Исто и за вас и благодарам што ме поканивте да бидам гостин во оваа ваша емисија, во оваа нова телевизија. Така. И она што е уште поважно би рекла, за да го направиме овој разговор, е што сте вие потписник на тестаментот. Да, еден од сведоците. На валидниот тестамент, кој што се за жал оспорува. Прво сум изненадена од вашиот прилог сега веднаш, забележувам некоја мермерна плоча со име и презиме и двете презимиња, да, што е и во ред, бидејќи на претходната зелена даска по муслиманските веројатно обичаи стоеше само Есма Реджепова и секогаш реагиравме зошто семејството ја закопа
уствари државата само по тоа презиме, туку по незините две презимиња. Таа никогаш не се декларираше дека е муслиманка, бидејќи е од мешовит брак, има и еврејско потекло, и ромско потекло, и таа секогаш се представуваше како космополит, не ги полагаше само обичаите во муслиманскиот свет, туку и православните и така натаму. Славеше и Великден и Бајрам и така натаму. Така, и великденски јајца, боеше и така натаму. Зорана, велим има две страни, секоја приказна има две страни. Вие сте потписник на тестаментот во кој што се вели што? 2015 година на 2.2. во нотарската канцеларија на покојната сега Ивана Катавеновски се потпиша валиден тестамент при здрава и свесна состојба на ЕСМА по желба исклучително на ЕСМА, тестамент во кој сега тој нормално стојат повеќе клаузули во тестаментот, е многу убаво речено и дефинирано дека куќата собственост на Стево и на Есма Теодосиевски, таа ја подарува на државата, на Министерството за култура на Македонија, со услов да тоа биде дом на културата, хуманоста и на музиката Есма и Стево Теодосиевски. Во целава приказна никогаш не се инволвира и Стево Теодосиевски и тој има удел секако во оваа нивна животна сторија и во делото куќата, како што го замислувале. Јас бев пред 20 и неколку години водител на македонската телевизија на Канал 3 и сосема случајно, не ни сонувајќи во тој момент дека некогаш ќе бидам председател на хуманитарното здружение Кралицата Есма и Стево Теодосиевски, Стево и Есма ми беа баш гости со макетата како ќе изгледа идниот дом на култура, музика и хуманоста Есма и Стево Теодосиевски. Сега што се случува откако вие велите има еден тестамент, еден од незините синови, односно од овие деца кои што ги одгледува Симеон, кој што е и дел од незината блиско врзан со незината музичка кариера, вели дека поседува тестамент во кој што Есма му ги остава авторските права, а ова што се незини внуци од браќа и сестри велат дека овој тестамент во кој што Есма ја остава куќата на државата не е валиден, затоа што тие, нели, како незино крвно сродство се вистински наследници на незиниот дом. Јас прво сум воодушевена од адвокатката на спротивната страна, на оспорувачите на тестаментот, внуците на само две брат и сестра, еден брат и една сестра на Есма. Тие се 6 деца, пето дете е Есма Реджепова Теодосиевска, но само внуците од едната сестра и од едниот брат го оспоруваат тестаментот, додека другите внуци не се јавуваат во оспорувањето на овој валиден тестамент. Намерно го потенцирам тоа. И се воодушевам на адвокатката Весна Тренковска, која што ги охрабрува дека овој тестамент може да се побие. Јас не можам да разберам која е таа храброст да вие водите битка со држава, со Министерство за култура. Разбирам да имате две семејни кавги помеѓу семејства, но тука собственик на домот по валидниот тестамент е Министерството за култура, односно Македонија. И сега вие тоа го оспорувате. Нити била болна Есма, нити била по присила. Кои се аргументите да почнавме ние во некаква судска процедура која што долго трае, еве гледате веќе е 2 година од смртта на Есма Реджепова, сега на таа почина на 11 и 12 сега се 2 години годишница и годишницата пак ја прославиме со доделување на новогодишни пакетчиња. Тоа што се провеува и по социјалните мрежи, и тоа што еве сега некои тие не сакаат да се појавуваат во медиуми, сакавме овде да биде и некој од нив присутен, меѓутоа советувани од своите адвокати, нели, подобро е да не се појавуваат и да не зборуваат, но тоа не ги спречува да објавуваат статуси по социјалните мрежи. Тестаментот беше додален кај нотарот. Така по социјалните мрежи може да се види само дека тие практично повеќе се расправаат за тоа чија задача било да се погрижи за гробот на Есма, дали на овие деца, односно внуците, дали тоа требало да биде Симон или требало да биде тоа државата. Видите, на социјалните мрежи имаше многу коментари. Оваа надгробна плоча што ние ја снимивме денес, тоа е веројатно сега направена е буквално пред ден-два, значи 2 години по веројатно е провоцирана од социјалните мрежи, од луѓето кои што коментирале дека Есма не заслужува такво гробно место. Јас се распрашав, таа е закопана во алијата на великаните. Алијата на великаните е собственост на државата на Македонија, значи ние како хуманитарно здружение немаме никакви ингеренции,
нити пак семејството да може да се ровари кој е собственик на гробот. Да, но тие исто така објавуваат документи во кои што се гледа кој го купил гробното место. Гробното место не е кој купено. Кој се погрижил за погребалните трошоци и така натаму. Гробното место не е купено, бидејќи е собственост на државата Македонија. Тоа можете вие како новинари да го проверите, многу е лесно во АД Бутел да се отиде и да се разговара, значи не е купено гробното место, бидејќи реков, потенцирам, тоа е гробно место во алејата на великаните. Тоа е на државата Македонија. Така, Зорана, куќата Есма ја остава на државата. Така е. Но со цел, со легат. Што значи легат? Во тестаментот, кој што за жал е отворен дури после година и пол дена, ни се случува нели коинциденција со смртта на нотарката, па пломбирана е нотарската канцеларија. Јас ги молам во тоа време, ја молам министерката Елизабета Канчевска. Да, иронијата да биде поголема, се извинувам. Да, нотарката починува во истиот ден кога починала. починала ова е во као рубрика верувала или не, во истата болница. Значи, која што е многу помлада од Есма, значи не е во годините на Есма Реджепова. Јас мислам околу 50 на години има во тој период Ивана Катавеновски и таа починува и е закопана на истиот ден кога е закопана Есма Реджепова. Значи јас и незината смрт и го пролонгира отварањето на пломбирање на нотарската канцеларија, таа се наоѓа во автокоманда и покрај мојата битка да се излече тестаментот, за да се пломбира куќата и да се зачува целото богатство на Есма, кое што го остави во таа куќа, а тоа е богатство на Македонија. Оставено на државата. Така, собственост на Македонија, Министерството за култура. Отидов во комората на нотарите, таа се наоѓа во TCC Плаза и им реков, совет ве молам, дајте тестаментот да го искамчиме, да го однесеме во Министерството за култура, иако Министерството за култура можеше тоа сам да го направи. Значи, сепак се тие мокни, тие се Министерство за култура, интерес. Така е. Значи, тогаш беа брволешница избори, веројатно секој ги гледа своите интереси, во втор план беше. Додека разговараме се гледа куќата, освен ова имаме фотографии кои што се направени во внатрешноста на куќата. За жал. И тоа што може да се види е навистина запрепастувачко. Година дена и нешто располагаат со куќата внуците. Така, кој ја има оплячкано куќата на Есма? Па видите, Санија и Джемо Реджепови, тоа се внуци од починат брат Фари на Есма Реджепова, располагаат со клучевите. Со оглед на тоа што никој не реагира, иако ние побаравме како хуманитарно здружение да се пломбира куќата, односно музеот да се пломбира, не се направи тоа бидејќи никој не ни излезе во пресед. Додека јас дрско не се јавив на премиерот господинот Заев и реков дека ќе свикаме пресконференција за состојбата на куќата на Есма. Тогаш веднаш имавме одговор, веднаш не повикаа во владата кај правниот советник на премиерот, веднаш ја укапираа работата за што станува збор и веднаш веќе замрсената состојба почна да се одмотува со тоа што веднаш бевме повикани кај нотарот Джеват Бучи, бидејќи тој во претходните расправи никогаш не бевме инволвирани во разговорите за тестаментот, иако сме ние и по тестаментот и управители на Домот на културата со Зато кој еве гледаме неплатени сметки за електрична енергија кои што стојат пред вратата, никој не ги ни подигнува. Тоа се внуците, сигурно има и оставено и големи сметки на струја. Вие рековте дека дури сте сигурни во тоа кој ги земал, го земал инвентарот, ние пријавивме во полиција се што е украдено. Имате фотографии на кои што овие незините внуци дури се сликале на Facebook со намештајот на Есма Реджепова. Тоа е толку наивно и смешно, значи тоа е доказ дека тие го земале целиот намештај од Есма. Есма имаше многу раскошен намештај, кралевски, таа беше лав во хороскоп, лавовски сакаше. Но освен мебелот имаат слики, сите музички, уметнички слики. Фустаните кои што секој гламурозен, она имаше посебен стајлинг, нели, тоа е печатот на Есма. На музеј кој што требаше да биде направен. Тие требаше да говорат за успешната кариера на Есма Реджепова. Прво по смртта, тоа што се нејзини награди, плакети, вие исто така ги наоѓате уништени. Ги наоѓавме во контейнер. Минатата година исто делевме пакетчиња на децата ромчиња од незиното соседство, баш на годишницата од смртта на Есма Реджепова. Во контейнерот имаме слики од тоа, можеме и да ги доставиме. Се запалени сите нејзини благодарници, награди, призданија, значи целиот нејзин животен ток, незината кариера, незините заслуги се изгорени. Зошто го направиле тоа? Јас мислам дека веројатно е тоа некаква омраза зошто не им ја остави куќата. Едноставно, не ја оставаш куќата и сега еве ние како ќе направиме. Ме сваќате. Кога влеговме внатре со државниот правобранител, од сведоци од канцеларијата на нотарот Джевдет Бучи, каде што е доставен тестаментот за понатамошна расчистување, за разгледување на тестаментот, бевме јас
и синот Симеон бевме најмногу фрапирани од состојбата што е. Дури и урната на стевот од Јосиевски ја нема. Веќе шолите се подигнати, кованата ограда од дворот на куќата е исечена, значи со одело до таков безобразлук, до таква... Јас не можам да разберам тие луѓе како спијат. Значи, а Есма Реџепова, сната која што работеше, која што живееше, која доаѓаше на работа, беше платена од Есма Реџепова. Таа примаше личен доход. Значи, Есма никого не остави да не награди или да не го почасти и да не му помогне. Есма помагаше на незнайци луѓе. За незе може да се каже, обично се користи... Но не исполнувате една од последните желби, а тоа е да биде погребана во дворот на оваа куќа. Апсолутно. Додека беше на апаратите... Јасна идеја дека ако тоа музеј, луѓе ќе го посетуваат музеот и во исто време ќе го посетуваат и нејзиниот гроб. Таа на почетокот Зошто не ја испочитувавте таа нејзина желба? Јас бев сигурна, бидејќи требаше да се плати во Систина клиниката за нејзиното подигање, дека нема да се подигне, и со тогашната власт се договоривме да ја држиме во тајност смртта на Есма 2 дена пред изборите, за да после изборите се направи еден гламурозен погреб како што и заслужува великата, единствена, уникатна и неповторлива икона, не модна икона, икона на добрината Есма Реџепова, Теодосиевска, но тие внуците, тие кои што располагаа со куќата на Есма и во кој оставија никаква трага од Есма, значи единствено што ќе ни останат нашите спомени и музичките извонредни песни на Есма Реџепова, единствено тоа останува. Ги гледаше ли таа овие внуци во текот на својот живот? На сите им помагаше, на сите, апсолутно на сите. И финансиски... Дали се тие згрижени финансиски, стамбено? Дури синот на едниот нук кој што располагаше со клучевите во куќата е советник во општината Шуто Оризари. Дури е тој изгрижен. Значи, Есма ги инволвираше секаде, ги вработуваше каде што можеше, сепак беше и дел од, беше советник нели во тоа време на град Скопје и целото семејство никогаш не го оставило семејството на цедило. Есма беше многу голема. 2 години и треба на државата за да го уреди гробното место и за нели овој гроб да заличи конечно на тоа што на социјалните мрежи се јавуваа, се пријавуваа луѓе еден кои што сами сакаат да инвестираат за нели да биде достојно. Андреј Стојковски кој што работи во владата, иначе дел од Лајонс и од хуманитарната организација, иначе Есма е првата жена Лајонс жена во Македонија, тој се понуди самиот да го финансира и не знам дали би можел финансиски, сепак би требало да чини гробот, но нема потреба, тој на некој начин сакаше да благодари на Есма бидејќи таму финансираше дел од неговите студии во Шпанија, но никој не може да го направи тоа освен државата. Така, 2 години вела ми треба, јас се надевам дека ќе ви треба вам во соработка со Министерството за култура помалку време за овој музеј навистина да стане, ова куќа навистина да стане. Сега ова гостување. Јас се прашувам полицијата. Зошто? Ако ние ми дадовме список на предметите што цел список. Ако ви дадовме USB, каде што тие исти предмети се наоѓаат во домовите на внуците на Есма, зошто никој не одговара за националното благо, за кражбата? Ова не е кражба на обичен дом, ова е кражба на музеј. На нешто што е оставено на држава. Апсолутно. Значи, ние колку што можеме како хуманитарно здружение, правиме тоа, иако мене ми претено, имам ја и докази на мојот мобилен. Вас ви се имаат заканувано. Да не се мешам, да си ја гледам работата, куќата е нивна, не е твоја. Мене ме врзуваат како ја да сум Македонија и како да сум ја Министерство за култура. Јас сум само председател на хуманитарната организација. Ме сакате. И јас не разбирам да не се најде сент за жена која што 2000 концерти ги донирала за Македонија. Универзалната сала е направена со дел од концертите на Есма, клиника неврологија има донација, Битпазар клиника, клиниката Ѓорче Петров. Мислам тоа да не повторувам сега јас, зашто ќе ми треба часови и часови да говорам за Есма. Есма беше многу голема, таа е белек на времето, ова време во Македонија, неповторлива е, никој не може да ја замени. Есма заслужила да се изреализира тој музеј, да биде музеј на хуманост, на музика. Зорана ви останува тоа да го направите во најскоро можно време. Имаме голема битка, веројатно ќе имаме битка, меѓутоа ќе правиме се што можеме. Ако е оставено на државата, државата конечно да застане за тоа што е нејзино. Ви благодарам за ова гостување и до некое следно видување со нови информации. Се надевам со нови информации. Ви благодарам уште еднаш. Останете со нас, време за централниот дневник на Еден ТВ.
Искористете го неверојатниот празничен